Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Охриѓани сакаат слободни плажи. Еко кампања на ЈП Комуналец со детската градинка Јасна Ристеска. Популаризација на едрењето како еколошки спорт помеѓу најмладите охриѓанчиња. Единаесет години Охридски народен театар. Сојузот на синдикати уште еднаш се закани со генерален штрајк. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид времето претежно сончево со појава на локална облачност, но многу високи температури преку денот. Максималната дневна достигна 29 степени Целзиусови. Попладни услови за нестабилно време и врнежи од дожд проследени со грмотевици во текот на ноќта во Охрид кон сабота ведро и топло. Во сабота на западна, централна, источна и југоисточна Европа умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, во останатите делови од стариот континент ведро со локална облачност и топло. На Балканскиот полуостров во сабота времето сончево со локална облачност и со високи температури, локално услови за појава на слаби врнежи од дожд и грмотевици. Максималните дневни температури на Балканот од 28 до 36 степени Целзиусови. Во Македонија во сабота времето претежно сончево со локална облачност и топло со слаб североисточен и северозападен ветер. Минималните температури од 11 до 20, максималните од 27 до 35 степени, УВ индексот со вредност 8. Во Охрид во сабота сончево со локална облачност и топло време, минималната 16, максималната 29. Во недела сончево со локална облачност и топло, со максимална дневна температура до 30 степени. Во понеделник предпладне сончево со локална облачност и топло, а попладне врнежи од дожд и грмотевици, температурата до 26 степени Целзиусови. Во вторник сончево со локална облачност и максимални 26 степени Целзиусови. Ново во Охрид. Во центарот на градот на 300 метри квадратни и луксузен амбиент. Најдоброто место за забава. Свечено отворање и голема журка со нокаут во петок на 17 јуни. Од Астра за Охрид. Како да го искористам слободното време за дополнителна заработка? Каде да најдам работник при зголемен обем на работа? Хотам го има решението. Бидете дел од проектот Платформа за вработување и социјални работи. Ако си невработено лице, студент, ученик постар од 15 години или вработен со согласност од работодавачот, пријави се за дополнителна заработка со платени придонеси и евидентиран стаж. Ако поседувате угостителски објект, изберете работник за краткорочен ангажман за кого проектот ги враќа платените средства за придонеси и персонален данок. Регистрирај се веднаш на hotam.mk. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono.
Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. ТВМ телевизија спроведе анкета за тоа какви плажи сакаат граѓаните на Охрид. Поголемиот дел од испитаниците сметаат дека плажите треба да бидат слободни, но во исто време поголемиот дел од граѓаните се согласуваат дека уредени современи плажи привлекуваат повеќе туристи. ТВМ телевизија спроведе анкета за тоа какви плажи сакаат граѓаните на Охрид. Поголемиот дел од испитаниците сметаат дека плажите треба да бидат слободни, но во исто време поголемиот дел од граѓаните се согласуваат дека уредени современи плажи привлекуваат повеќе туристи. На прашањето дали плажите на Охридското крајбрежје треба да се издадат под концесија или треба да бидат слободни, 63% од испитаниците одговориле плажите да бидат слободни, а за хигиената да се грижи локалната, додека 37% сметаат дека плажите треба да се издаваат под концесија и да бидат уредени. На прашањето дали сакате на плажите да има урбана опрема од типот лежалки, чадори и шанкови, 51% од граѓаните одговориле негативно, а 49% позитивно. Поголемиот дел од испитаниците сакаат да има монтажни објекти со храна и пијалоци за освежување на плажа. На прашањето дали сакате на плажите да има монтажни објекти за продажба на храна, пијалоци и сладолед, 77% одговориле да, додека 23% кажале не. На прашањето дали сметате дека досега надлежните инспекцијски органи доволно ги контролираа закупците на плажите во поглед на урбаната опрема и уредувањето на просторот, 74% од граѓаните сметаат дека инспекторите не воделе грижа, 7,5% сметаат дека инспекцијските служби воделе грижа, додека 18,1% сметаат дека воделе грижа, но недоволно. Повеќето од граѓаните сметаат дека уредени современи плажи се важни за развојот на туризмот. На прашањето, уредени современи плажи привлекуваат повеќе туристи. 63% од граѓаните одговориле потврдно, додека 31,8% не се согласуваат. Околу судбината на охридските плажи, локалната и централната власт си ја префрлуваат топката. На обвинувањата од страна на градоначалникот Пецаков дека централната власт е инертна по однос на изготвувањето на урбанистичкиот план за крајбрежје со што Охрид е оставен со неуредени плажи, министерот за транспорт и врски Бочварски му порача дека има критериуми и законски процедури како општината може да пристапи кон поставување плажи согласно урбанистички план, доколку тој се наоѓа во рамки на генералниот урбанистички план. Во неновото издание на емисијата Прашалник, Пецаков ја коментира ваквата порака на министерот. Плажи кои што се во рамките на генералниот урбанистички план се Петете и Пештани. Многу е невкусно или во најмала рака од незнаење ќе прифатам дека е, меѓутоа како министер кој што доаѓа на територијата на општина Охрид, треба добро да ги знае работите и точно кога ја дава изјавата да биде прецизен во изјавата. И таа изјава која што ја даде со она која што се одвестува на терен, јас она која што го кажав сега се сосема две различни работи. Нека повели министерот, нека ги даде тие две плажи, Петете и Пештани за уредување. Тоа е кое што нас ни го оставивме и покрај сите наши обеди. Значи, Агенцијата за просторно планирање е таа која го изработува планот за уредување на Охридското крајбрежје и планот за Охридското крајбрежје веќе година и пол, веќе две, скоро две, ево статус кво би рекол. Владата на Република Македонија заедно со Министерството се тие кои што воопшто не ги имаат дајано подлогите на Агенцијата за просторно планирање за тие да може да почнат со изработка на
на тој план. Можам да кажам дека течит начинот да најдеме трета опција да завршиме и јас искрено се надевам, ако не ќе одржам пресконференција или брифинг со новинарите каде што ќе ги известам како сме поминали, кои чекори сме ги превзели во 6-7 месеци и нема да дадеме можност за злоупотреба или политички поени правење на оние кои што го создадува хаосот во плажите. Како и да е, се надевам дека последниот обид за да завршиме некако начинов да е законски ќе биде успешен, доколку не ќе имаме, како што кажав, брифинг и ќе поразговараме тоа по детал. Целосното издание на емисијата Прашалник со Сонја Рилковска, во која се дебатира на тема плажи, ќе можете да ја погледнете веднаш по Дневников. Со екокампања, јавното предпријатие Охридски комуналец го одбележа Светскиот ден на животната средина. Во пресрет на 5 јуни во детската градинка Јасна Ристевска се садеа садници, борчиња и цвеќиња, најмладите рецитираа и пееа песни за заштита на природата. По повод 5 јуни, Светскиот ден на животната средина, јавното предпријатие Охридски комуналец проведува едукативна еколошка кампања. Кампањата започна со најмладите, бидејќи основно е децата од најмали нозе да учат и знаат како да се грижат и да ја штитат животната средина. Во централната градинка Јасна Ристевска денеска се садеа садници, борчиња и цвеќиња, се пеа песни, се пишуваа екопароли. Покрај примарната дејност на јавното предпријатие одржување на јавна чистота на градот, во нашата програма за работа имаме планирано активности за зголемување на еколошката свест кај граѓаните, односно активности за заштита и напредување на животната средина. Денеска сме во детската градинка, заедно со дечината да засадиме цвеќина, кои што се обезбедени од сопствено производство на Охридски комуналец. Токму и заради тоа сме тука заедно овој проект да го наречам едукацијата да почнеме од најмладите, затоа што и нината е пред нив, тие треба да се грижат пред се за заштитата на животната средина. Мора сите повеќе да се грижиме за животната средина, да ја негуваме и цениме. Оти таа е нашето живење, нашето постоење, рече директорката на градинката Ирена Милеска. Да, имавме приредба, стихотворби, песнички, изработивме пароли како треба да ја штитиме нашата животна средина, заедно со соработка со јавното предпријатие Охридски комуналец. Голема благодарност за донацијата за цвеќињата од јавното предпријатие, ќе ни го разубават нашиот двор, истите тие ќе ги негуваме, ќе се грижиме за нив и ќе уживаме едноставно во убавините на животната средина. Јавното предпријатие Охридски комуналец донираше повеќе садници за разубавување на детските градинки во Охрид. Популаризација на едриличарството помеѓу младите генерации. Основците од Свети Климент Охридски се запознаа со спортското едрење. Едриличарската федерација на Македонија, Едриличарската школа Акватика Јахтинг, со поддршка од Европската унија реализираат проект за што поголема експанзија на едрењето како еколошка спортска дисциплина. Основците од школото Свети Климент Охридски се запознаа со спортското едрење. Елена Слимовска, инструктор по едрење, им ги доближа добрите страни на едриличарскиот спорт. Учениците од нишите оделенија имаа можност да научат повеќе за деловите од кои е составена едрилицата како едро, јарбол, крма и како таа се движи со помош на ветар. Децата имаат придобивки од овој олимписки еколошки спорт во нивниот правилен развој, како и во останатите дисциплини, напоменува инструкторот Слимовска. Како и секој спорт, пред се нели дружење, комуникација и забава меѓу нив, а во текот на надпреварувачкиот дел ќе се запознаат повеќе со едрилицата, со едрењето. Се надевам ќе го надминат некој од нив стравот од вода. Едриличарската федерација на Македонија, Едриличарската школа Акватика Јахтинг со поддршка од Европската унија го промовираат проектот за едриличарството. Стефчо Ставрев од Едриличарската школа Акватика Јахтинг напоменува дека нивната задача е да промовираат оваа спортска дисциплина и да привлечат деца на возраст од 7 години па натака во едриличарството. Целта е популаризација на едрењето меѓу младите генерации, запознавање со едрењето како олимписки и еколошки спорт и зголемување на бројот на едрилици и користење на најнеискористениот природен спортски
терен во Република Македонија, тоа се Охридското езеро. Промоција на едриличарскиот спорт имаше во повеќе охридски основни училишта. Проектот за едриличарството ќе трае во 2 етапи. Младите едриличари ќе изучуваат теоретски и практичен дел за едрењето, за навигација, безбедност и за еколошкиот фактор. Заинтересираните ученици за едриличарскиот спорт може да се пријават во едриличарската школа Акватика јахтинг на плажата во Горица 1. 11 години Охридски народен театар. Во идејата основањето како аматерски театар и неговото возобновување по 50 години како професионален театар се вткаени иницијативите и напорите на многу луѓе, на кои денеска на пресконференција по повод роденденот им беше изразена благодарност. Денешниот ансамбл на театарот, кој брои 10 професионални актери, си посака желба следните родендени да ги слави со многу повеќе вработени актери, режисери, драматурзи, техничка екипа и да се слави во една нова театарска зграда. Охрид конечно доби народен театар. Оваа вест беше пренесена од медиумите пред 11 години. Една мала група ентузијасти, амбициозни актери, болни оптимисти ја пречека оваа вест со солзи радосници, кажа на денешната пресконференција по повод роденденот актерот Стрезо Стаматовски. Таа група на дополнета се уште неколку актери го сочинуваа денешниот ансамбл на театарот кој брои 10 професионални актери. Но 10 силни души како актери, амбициозни, работливи и како што и вие сте сведоци, секој еден од режисерите, ако ништо друго, барем ја пофалува оваа екипа. Може да нескромно да кажам, но работиме со сите можни сили во сите оние услови кои што ги имаме, односно немаме. Оваа вечер, пред да ги дувни свекичките од тортата, ќе си замисли една желба со цел да му се исполни во иднина, тоа е да го ислави следните родендени, со уште многу повеќе вработени актери, режисери, драматурзи, техничка екипа. И се надевам дека истото тоа ќе го слави во една поинаква атмосфера, во една нова зграда, во еден нов театар. Пред 11 години, на денешен ден беше одиграна првата представа од Народниот театар Охрид, Метаморфози во режија на Андреј Цветановски и до денес на матичната сцена театарот одиграл 400 представи кои ги погледнале 39.000 посетители. За релативно млад театар кој игра во сала со капацитет од 150 души и која ја задеси пауза поради пандемијата од 2 години, бројките се скромни, но значајни. До денес изиграни се 35 премиери од еминентни режисери, 67 гостувања на театарот, 5 награди на фестивали, меѓу кои реномираните Војдан Чернодрински и Ристо Шишков. Во идејата основањето како аматерски театар и неговото возобновување по 50 години како професионален театар се вткаени иницијативите и напорите на многу луѓе, на кои денеска на пресконференцијата актерите им изразија благодарност. Тие искажаа задоволство од дадената можност да бидат дел од Охридскиот народен театар. Овој ден се надевам ќе внесе среќа и радост во срцата не само наши на ансамблот на Народен театар Охрид, туку во срцата на сите охриѓани пред се и воопшто целата наша публика. Овој празник е наш заеднички празник и се надевам дека долги години ќе го славиме заедно. Мене Охридски народен театар ми донесе многу среќни моменти во мојот живот. Единствено во моментов ми е жал што не сме сите присутни, сме само дел од екипата. Еден мал дел од екипата, не се присутни повозрасните колеги, едни од основоположниците, но како и да е, овој театар е отворен и му требаат и нови и млади луѓе, кои што ќе ги остварат своите почетоци, можеби, на театарската сцена во Охрид. Јас сум една од последните вработени во оваа група, во овој млад, прекрасен ансамбл и како што можете да забележите или знаете, сум можеби единствена од присутните која што не потекнувам од Охрид, но го засакав како свој втор дом. Навистина сум среќна што работам во ваков театар, млад пред се, токму затоа што овде сите ние имаме можност да работиме многу, да твориме многу, да се развиваме, да се сплотуваме и да се изградиме како ансамбл.
Така да мислам дека тоа што сме малку во моментов, барем за почеток на еден ваков театар и не е така лошо, затоа што сите имаме на вистина можност да работиме, да градиме улоги. Колегата Филип Кипровски, што оправдано од здравствени причини не можеше да присуствува, ми прати нешто кое што би сакал тој и јас да ви го прочитам. Сакаме оваа сцена, ја сакаме секоја честичка од незината прашина, немирно ко деца чекаме да се запалат рефлекторите и на крајот по аплаузот и поклонот да си речеме па и не беше толку лошо, нели? Театарот е вечен, вечен нека и нашиот. Најновиот проект на кој работи Охридскиот народен театар е представата Секс, лаги и љубомора во режија на Коле Ангеловски. Оваа комедија премиерно ќе биде изведена во средината на јули, а вечерва по повод 11-тиот роден ден од 20 часот на малата сцена во Центарот за култура Григор Прличев ќе ја изведат представата енергични луѓе од Василиј Шукшин, а во режија на Александар Ивановски. Председателството на Сојузот на синдикати на Македонија донесе одлука за повикување на генерален штрајк во јавниот сектор ако не се исполнат нивните барања. Бараат подпишување на колективен договор со кој ќе се утврди линеарното зголемување на платите од 2806 денари за сите вработени во јавниот сектор и враќање на изгубеното право регрес од 2023 година во износ од 30 до 100% од просечната плата во државата. Доколку ова не се случи до 21.6. до 22.6. јуни, Сојузот на синдикати на Македонија, онамо каде што е синдикално организиран, ќе ги повика сите работници, како членови и сите останати незадоволни работници, да ги прекинат нивните работни процеси на своите работни места и да изразат на големо незадоволство или, како што велиме ние, да направиме еден генерален штрајк. И Сојузот на синдикати на Македонија, ова го бараше уште од 1.5, 1. мај. Истите не убедуваа дека ова може да се случи само со ребаланс на буџетот и со утврдување на овие парични средства во Законот за извршување на буџет. И ова што денеска ние се залагаме да го добиеме е нивно барање од нас да ги сватиме, да ги почекаме, бидејќи се ова може да се случи само на 1.7. Еве, денеска јавно ги повикуваме, прифаќаме од 1.7. линеарно зголемување на платите од 2806 денара. Износот не е голем, износот е солидарен и износот е да се амортизираат ценовите шокови и двоцифрената инфлација. А во продолжение да ги погледнаме и вестите од светот. Пожар во бизнис центар во Москва. На социјалните мрежи се појави видео од пожарот во деловниот центар Гранд Сетун Плаза. Огнот ги зафатил првите 4 ката од 10-катницата. Според Министерството за вонредни состојби, пожарот е локализиран, 2 лица се повредени, околу 120 луѓе се евакуирани, 11 се спасени со помош на специјални уреди, а околу 20 се уште се заробени во зградата. Во гаснењето на пожарот учествувале 180 пожарникари. На местото на несреќата пристигнале и рускиот министер за вонредни ситуации и неговиот заменик. Започната истрага за причините за несреќата. Турција го смени името во Туркие. Новото име е признаено во Обединетите нации. Од неколку меѓународни организации ќе биде побарано да го сменат името на земјата како дел од иницијативата што минатата година ја покрена турскиот председател Реджеп Тајп Ердоган. Во декември минатата година Ердоган рече дека името Туркие на најдобар начин ги представува и изразува културата, цивилизацијата и вредностите на турската нација. Повеќето турци веќе ја знаат својата земја како Туркие, меѓутоа англиската форма на Турција широко користена, вклучително и во самата земја Турки, што во превод значи мисирка. Нов вооружен напад во САД. 2 лекари, рецепционер во болницата и поранешен војник која придружувал својата сопруга за време на преглед биле убиени во масовно пукање во болница во Тулса, Оклахома. Во 5-минутното пукање биле повредени уште неколку лица, но на брзина им била укажана помош и биле пуштени на домашно лекување. Началникот на локалната полиција соопштил дека цел на нападот бил еден од докторите затоа што минатиот месец на напаѓачот му извршил операција, но тој го обвинил хирургот за болките кои ги чувствувал. По настанот напаѓачот извршил самоубиство.
100 дена војна во Украина. Генералниот секретар на НАТО не верува дека војната во Украина наскоро ќе заврши. По средбата со американскиот претседател Џо Бајден, Столтенберг рече дека ова е војна на исцрпување. Како и поголемиот број војни, така и ова најверојатно во некоја фаза ќе заврши на преговарачка маса. Првиот човек на Алијансата повтори дека НАТО не сака да влезе во директна конфронтација со Русија, но нагласи од западната воена алијанса има одговорност да ја поддржи Украина. Инаку денес Советот на Европската Унија го усвои 6-тиот пакет санкции против Русија и Белорусија. Со него дополнително се ограничува извозот на роба и технологија, вклучувајќи ја и технологијата која може да го напреди одбранбениот и безбедносниот сектор на Русија или може да се користи за производство на хемиско оружје. Тоа е се во првиот дневник. Повеќе информации на нашиот портал tvma.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Довидување.